Се чувствуваш дека врските те притискаат од сите страни, а ти сакаш само малку да живееш? Еве неколку совети како да се организираш и испланираш обврски за да не ти изгори мозокот. За почеток, направи brain dump. Испиши ги сите обврски од главата на хартија или во апликација. Не филтрирај веднаш, стави и да научам лекција по биологија и да купам полноќ. Кога си ќе видиш на едно место, мозокот се опушта бидејќи нема потреба да памети. Потоа направи листа на задачи, to-do list. Тие можеш да ги распоредиш според итност и важност. Постави приоритети. Прашај се што е итно и важно. Веднаш сработи го. Прашај се што е важно, но не итно. Испланирај термин. Итно, но не важно. Делегирај или реши брзо. Ниту итно, ниту важно. Избриши. Рок за семинар утре? Поле 1. Подготовка за испит за 14 дена? Поле 2. Конечната листа може да биде по денови, може да има часови, а може да користиш и Google календар со опција за потсетници. Бонус совет. Секоја недела направи weekly review. Провери што си направил или направила, што се пренесува и како ти била распределена енергијата. Препознај граци на време и намали активности кои не се толку важни. Пример, играш Candy Crush постојано, на кога ќе пресметаш 3 по 20 минути е 1 час дневно. Неделно тоа е 7 часа, а годишно 365 часа или 15 денови. Можеш ли попаметно да ги искористиш тие 365 часа? Освен подобра организација на времето, може да направиш и антистрес работи. Грижи се за себе. Доволно сон, здрава храна, помалку засладени пијалаци и доволно движење. Тоа не е луксус, туку гориво. Вие и на физичкото и на психичкото здравје, како и на капацитетот за учење и развој. Микропаузи во текот на денот 5 до 10 минути без екран, само дишење, стегнување или гледање низ прозор. Разбија рутината. Смени ја рутата до училиште, откри ново кафуле, оди на некој настан, започни ново хоби или пак оди на излет. И малите промени ја разбиваат монотонијата. Дури црткање, водење дневник, фотографирање, музика го активираат мозокот на друг начин и го одвлекуваат вниманието од стресот. Дигитален детокс. Исклучи нотификации 1 час пред спиење. Барем еднаш неделно пробај да бидеш офлайн неколку часа. Анксиозност и преголем стрес може да се појават, но разговорот со психолог во живо или онлайн е стручна помош, а не срам. Како кога одиш на стоматолог за забоболка. Кога ќе научиш да го планираш времето, ослободуваш простори за важни обврски и за работи кои навистина ти ги полнат батериите.